Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во најновото издание на емисијата Визави. Вечерашен мој гостин е идниот пратеник, односно кандидатот за пратеник од четвртата изборна единица, господинот Славе Гошев. Да ви се обратам како председателе на Општински комитет или како господине Славе Гошев, за мене е sejedno, не знам за вас колку ги минува нештата. Добро, некои ми се обраќаат со председатели, некои со кандидат за пратеник, некои со господине, за мене не минува тоа ништо, јас сум едноставно Славе Гошев. Така, Славе Гошев, добро дојдовте во вечерашната емисија. Добро ве најдов. Најпрво, сигурно и гледачите очекуваат како иден пратеник, односно кандидат за пратеник, очекуваат да ги слушнат вашите очекувања од резултатите на овие парламентарни избори. Кои се вашите очекувања? Па добро, моите очекувања, не само мои лични, туку и на партијата ВМРО ДПМН, чиј што кандидат сум за пратеник во Собранието на Република Македонија од изборната единица 4, се дека ВМРО ДПМН на наредните избори кои што треба да се случат на 5 јуни, ќе однесе победата по пети пат подред во Македонија и тоа убедлива победа во однос на СДСМ. Така, тоа се вашите очекувања, но ајде да почнеме од некаде. Четврта изборна единица, Славе Гошев, Панче Орцев, Општинска организација СДСМ. Но носители во четворката се Зоран Заев и Зоран Ставревски. Корелација Зоран Ставревски, Зоран Заев нема да зборуваме вечерва, ќе зборуваме Славе Гошев, Панче Орцев. Вашиот став за моменталното водење на целата кампања и споредувањето на фактите, каква е работата на Славе Гошев во Општина Струмица и Општински комитет на ВМРО ДПМН и Панче Орцев, Општинска организација на СДСМ. Па добро, како што рековте и вие во вашето прашање, нема да зборуваме на релација Зоран Заев, Зоран Ставревски, затоа што Зоран Заев е градоначалник на Општина Струмица, Зоран Ставревски си е министер за финансии во владата Република Македонија, тие се носители на СДСМ и на ВМРО ДПМН во изборната единица 4. Јас сакам да кажам дека господинот Зоран Заев, како што направи во 2008 година, така и на 6 јуни, веднаш после завршувањето на изборите, ќе се врати во својот кабинет во Собранието на Општина Струмица и од тие причини јас апсолутно се согласувам дека гласовите дадени за господинот Зоран Заев, патем тој 2-3 недели се шета по четвртата изборна единица во која бара гласови за него и за неговата партија за да стане тој пратеник. Тоа нема да се случи, како што не се случи ни 2008 година. И сакам да кажам дека практично гласовите дадени за Зоран Заев од граѓаните на Општина Струмица и Струмичкиот регион се токму така, значи гласови дадени во празно. Сега ние можеме да зборуваме за Славе Гошев како председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Струмица и господинот Панче Орцев, кој што е исто така мој колега, кандидат за пратеник на СДСМ во изборната единица 4, високо место 4-то, јас сум 5-то, меѓутоа исто така е и председател на Општинската организација на СДСМ. И јас сакам да ви кажам дека првенствено се работи за различни генерации на луѓе. Нашата разлика во години е двојна и сакам да кажам дека јас сум човек кој што припаѓа на 21. век, а господинот Панче Орцев пораснал и сите своји успеси во својата кариера ја доживел во 20. век. Јас сум млад човек кој што работи постојано, кој што нема друг рецепт за својот успех, освен трудолюбивоста, посветеноста, работата, честноста, искреноста и кој што во текот на својот 1,5 годишен мандат како председател на Општински комитет сработил конкретни проекти и тие проекти сега се преточени во манифестот за реформи и развој и понатаму во Собранието на Република Македонија ќе се бори за реализација не само на тие проекти, туку сите проекти кои што се однесуваат на Општина Струмица и Струмичкиот регион и четвртата изборна единица, секако од каде што ќе ги добијам гласовите и легитимитетот на народот. Јас сакам да кажам дека господинот Панче Орцев во својата кариера бил долго години директор на Струмичкиот монопол, сега е директор на јавното комунално предпријатие. Кои се неговите успеси, тој можеби најдобро да го прашите него и тој самиот да се каже. Јас знам дека во негово време е продадено Струмичкиот монопол за, како што зборат луѓето, за двојно помалку пари отколку што имало резерви на тутун.
Во комуналното предприятие Струмица гледаме што се случува. Значи тие не можат да си ги вратат нито ратите за кредитот, а патем плаќаме едно од најскапите води. И кои се негови некои конкретни лични успеси во животот, јас не се не сеќавам, можеби и не помнам затоа што сум помлад. Така, ова се парламентарни избори, ова не се локални избори, но меѓутоа, откако е започната кампањата, општинската организација на СДСМ постојано ја напаѓа нефункционалноста на внатрешната, на надворешната политика, најмногу на економијата. Каков е вашиот став? Па добро, јас сакам да ви кажем една работа. Значи, општинската организација на СДСМ очигледно занесени од приказките дека господинот Заев оди во Америка за да го спремаат за премиер, после нивното така наречено, нели можам слободно да кажем, издишување од страна на господинот Бранко Црвенковски и номинацијата на Радмила Шекеринска за премиер, па ветува и на некои втори, трет ешелон функции, тие влегува не само во текот на изборната кампања, туку цела година наназад се однесуваат како кол центар или како центар за комуникација на СДСМ на државно ниво. На нивните пресови вие може да, ако ги проверите архивите наназад, ќе видите дека тие се занимаваат со теми кои што не се однесуваат најмалку на општина Струмица, туку со теми како што е надворешна политика, како што е, не знам, макроекономска ситуација во Македонија и така натаму. Очигледно ги помешале работите, бидејќи господинот Заев, како градоначелник на општина Струмица и општинската администрација, ниту може да влие и да крои макроекономска политика, ниту може да води надворешна политика. Се знае која крои макроекономската политика, тоа е владата, Народна банка на Македонија, Министерство за финансии и така натаму, се знае која води надворешната политика. Тоа се Министерството за надворешни работи, председателот на Републиката и така натаму, значи сите кои што имаат одредени ингеренции. Меѓутоа сакам да ви кажам дека постојано се влече една теза, кој што и СДСМ на своите пресконференции нели ја објавуваат постојано, дека Струмица не знам како влијала на макроекономската политика и финансиите во Македонија, па тие нема не знам недоволно поврат назад и така натаму. Јас сакам да ви кажам дека ние како општина Струмица сме помалку од 3% од скупното население на Република Македонија и никако ние како Струмица не можеме да влијаеме на сите текови од општественото и финансиското живење во Македонија. Ние може да предонесуваме, меѓутоа апсолутно не сме тие кои што се влијателни во таа мера да бидеме креатори на макроекономската или на надворешната политика и така натаму. Така да не ме изненадува односот на општинската организација на СДСМ. Очигледно тие има многу поголеми цели, меѓутоа и самата нивна партија не им го дозволува тоа, а најмалку пак народот на 5 јуни, кој што пак на Радмила Шекеринска нема да ја дозволи да биде премиер на Републиката.